Нашата цел е да ги вклучиме младите во секој сегмент на општинското раководење, односно да ги ставиме младите во на управни позиции, минимум 30% од управните позиции во сите јавни претпријатија и во општината да бидат млади луѓе, односно луѓе под 35 години. 35 години ние гласаме и 35 години сите избори скоро досега се прогласени за легитимни, но ние не видовме една легитимна власт. Сите власти бевме изневерени. Нашите очекувања, нашите финансиски очекувања, ние како град Куманово бевме како да кажам прогласени во регионот како духовити луѓе. После 35 години погрешна управа ние сме само смешни луѓе. Мислам дека младите ќе го вратат духот, младите ќе го вратат менталитетот на нашиот град. Како што на 11 октомври тргнале младите да го ослободуваат овој град и оваа држава од фашистите, така и денеска е потребно така младите под 22 години, односно 22 години и помлади, колку што биле кога тргнале од нашите корпуси за ослободување, така и ние сега сакаме младите да ги ставиме во институциите и младите да си го уредат овој град како што тие сакаат. Мислам дека тоа можеме да им го дозволиме, тоа треба да им го дозволиме и тоа мораме да им го дозволиме, затоа што 35 години не водат луѓе кои не направија ништо за младите, 35 години луѓе кои ветуваат се за младите, но никако ги нема младите во нивните структури и да ги има многу брзо бегаат и се разочарани и имаат потреба од бугарски пасош. Пораката кон граѓаните е дека тие за прв пат после 3 децени апатија во Македонија имаат реална опција која што може да изберат, која што е народна опција и во институциите и на локална самоуправа ние сакаме Куманово да го ревитализираме, затоа што мислам не за џабе го одбравме ова место, ова е слика и прилика за тоа што се случува со Куманово последните 34 години, така што на нас младите останува тоа да не е веќе случајот во Куманово. Пред се, чест ни е да бидеме во Куманово на овој голем ден, кога славиме годишнината и јубилеот од почнувањето на антифашистичкото ослободување на Македонија. Нас не водат идеалите на нашите предходници кои успеале голораки речиси да се ослободат од фашистичките окупатори во една немилосрдна борба која траела со години, но сепак на крај нашиот народ се впишал во редот слободарски народи кои се ослободиле сами во текот на Втората светска година и денеска ние го носиме тој спомен. Сакам да напоменам за вашите гледачи дека тогаш Македонија ослободија работниците и земјоделците, а не великопоседниците, така и ќе биде сега. Крупниот капитал не може да не ослободи, туку напротив не поробува, затоа работниците и земјоделците повторно ќе ослободат Македонија. И оваа генерација е спремна да ја преземе таа задача историска, затоа што ние веќе немаме што да изгубиме. 35 години робуваме на едни исти интереси кои ни ја кројат судбината, ни ги одзимаат годините, ни ги уништуваат можностите, така да денеска овој празник ни служи само како што е еден дополнителен поттик за борбата која веќе ни е оправдана во нашите глави, затоа што знаеме дека целта е конечно ослободување на Македонија и достоинствен живот за сите нејзини граѓани. Можеме да порачаме дека влегуваме во втор круг и тоа сме доста сигурни дека влегуваме во втор круг. Енергијата е очигледна, Левица се факторизира како втора најсилна партија во Македонија и тоа е неизбежно. Ние сме спремни да ја преземеме таа задача како што ја преземавме во парламентот. Година и пол дена ја имаме таа улога на најсилна опозицијска партија, сега само цела Македонија тоа треба да го види. Така да после изборите спремни сме да се бориме уште пожустро против владините политики кои се погубни. Вие сами знаете дека 7 милиарди евра се задолживме само во последната година и еве ги резултатите околу нас. Тоа е едно големо ништо. Така да против деструктивната власт ќе се бориме само уште посилно, а атмосферата е крајно позитивна и сметаме дека ќе имаме позитивни резултати.